Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва ќе разговараме на тема односи меѓу Македонија и Европската унија. Не онакви какви што сакаме да бидат, знаеме какви сакаме да бидат, туку онакви какви што се. Од самата нивна реалност и суровост, ако сакате, затоа што вистината е таа што ослободува и треба да се кажат работите такви какви што на вистина се. Вечерва со мене, на големо задоволство, верувам и ваше, универзитетскиот професор Далибор Ивановски. Добра вечер, професоре. Добра вечер и благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Би требало да спомнеме дека вчера го одбележавме денот на смртта на Гоце Делчев и на Јосип Броз, на тие што паметат се уште кој беше Јосип Броз Тито. Јас по спретодна околности минатата недела зборував за Гоце Делчев во една емисија што промовиравме една навистина интересна книга од Зоран Спасов Дзов, потоа излегоа овие глупави контроверзии кои што ги наметна една личност практично со својата недугава изјава. Не би сакал кој знае колку да трошиме време на тоа. Искрено моето мислење, професоре, дека понекогаш кога некој се обидува упорно да оди спроти ветрот, спроти брановите, не затоа што навистина има голем интерес, туку затоа што просто му треба да тера инет, може би треба општеството да реагира не со огорченост, не со нервоза и со лутина, туку со една така благо сожалување, со една така пријателско потапнување по работа, колку и да звучи ова сега вака сурово, едноставно во рете некој ќе каже дека Гоце Делчев не бил битен фактор, не бил човек од кој што сите знаеме дека е. Вие може да се разбира како историчар тоа на долго и на широко да го интерпретирате, да го објаснувате до бескрено, воопшто има ли потреба од сето тоа? Нема потреба. Едноставно, ако сакаме да бидеме во наводници, можеме за било која личност историска да кажеме дека е важна или неважна. Некоја тотално неважна историска личност да ја кренеме. Апсолутно може да дигнеме каде сакаме. Да. И тоа се случувало, но ние што се фундамент на еден идентитет или на една нација или на едно општество, може да и сегашноста, не мора да е само историјата, можеме да ги креваме или да симнуваме нивната вредност и со тоа не постигнуваме апсолутно ништо. Се знае како одат тие работи од науката, каде што има секојаш различни мислења, до приемот од страна на јавноста и едноставно сите знаеме дека секоја нација си има своји важни личности кои што станале важни заради одредени нивни дејства во минатото, без разлика дали тие дејства се позитивни или се негативни. Или понекогаш и такви, и такви, да. Во една дури личност, најчесто е така, да. Во една личност секојаш има и добро и лошо. Меѓутоа, како што ви реков претходно, не е работата да ја креваме одредена личност или за да биде мин, да се правиме дека таа е тотално небитна, имало и други, имало секојаш други. Ќе откриваме допрва други личности кои што се многу малку познати во нашата историја, без разлика дали се работи на полето на борбата за слобода, независност, дали се работи на полето на културата, на образованието, постојано излегуваат некои на почеток, еве вие сте дипломиран историчар, знаете, на почеток ви се чини дека е маргиналец или е тотално неважен, но подосна кој ќе навлезете во истражувањето, кој ќе видите излегува нешто друго и тогаш тој може да се или таа секако бидејќи не се само мажите, точно има многу жени што придонеле за македонското минато и блиско и далечно, но и за македонската сегашност. Така е. Меѓутоа, реков, ќе сакам да зборуваме вечерва за нашиот однос со Европската унија. Вие напишавте навистина феноменален текст, сега нема овдека да правиме реклама, меѓутоа тој е факт и мене ме заинтригира, морам да признаам многу. Нашиот однос со Европската унија трае веќе 35-6 години, веројатно и во Југославија имало релации, се разбира, меѓутоа како независна држава практично од самиот момент кога излеговме од сојузната држава. И ако сме реални, од самиот почеток тој однос, да кажем искрено, не е фер. Точно, не е фер, меѓутоа треба да научиме една работа, дека во меѓународната политика нема
фер односи, дека постои ароганција од страна на поголемите, едноставно помалите ги сметаат за неважни или немоćни, или имаме своји луѓе таму, па ќе средиме. Ако некој Ако сака, треба, ако така. треба, да, тоа ни се случи неколку пати во минатото, и не само во Македонија, во други балкански држави, па и пошироко во Источна Европа. Меѓутоа, односите требаше да почнат многу убаво, бидејќи на барањето на тогашната Европска економска заедница беше создадена таа така наречена Баденторова комисија, каде што државите, односно републиките од поранешна Југославија, кои што сакаат да бидат меѓународно признати, требаше да, условно кажано, да се пријават. И да покажат дека се точно, подготвени за независност. За независност видовме дека две републики ги исполнува условията, тоа беше Република Македонија и Словенија. Меѓутоа се случи првиот шок на 15 јануари 1992 година, кога Европската економска заедница, веднаш тоа после се трансформира во Европска унија, реши да признае Словенија и Хрватска. Хрватска не контролираше 1/3 од собствената територија. Таа беше контролирана од страна на српските бунтовници, што значи еден од условите за меѓународно признавање е контрола на територијалниот интегритет. Меѓутоа се гледаме и во Европската унија, тоа ќе стигне подоцна, има држава што не го контролира својот територијален интегритет. Имаме и две кандидатки кои што нели сегашна најслаба, тоа морам да го кажам, намерно го кажувам, најслаба евро политичка и економска елита ги прави некакви звезди, а тоа се и Украина и Молдавија не контролираат делови од собствената територија. Молдавија. И што едната е во тешка војна со исклучително силен противник, противник, тоа е факт. Точно, и мора да признаеме одлично се бранат, мислам, колку што може. Тоа е многу убава лекција дека кога ја сакаш татковината, се е можно, дури и кога најверојатно резултатот на крај нема да биде баш најпозитивен. Ја признаа Хрватска, Македонија заради спротестувањето на Грција остана непризната од страна на Европската унија. Се јави една навистина тешка година, бидејќи очекувањата беа огромни. Прв пат во историјата прогласивме независност, имавме и претходна држава. Не смее да се негира македонската државност во рамките на поранешната Југословенска федерација од 1944 до 1991. За жал и тогаш понекогаш тогашните македонски комунистички влади беа понезависни во однос на Белград, отколку што ги гледаме после независноста во однос на Брисел. И тоа мора да го кажеме, бидејќи тоа влијае на перцепцијата на помоćниот кон тебе, бидејќи никој не те почитува ако не го кажеш сопствениот став. Не говорам ароганција, во смисла ние сме многу моćни, вие ништо не ни може, да туку дека имаме одредени своји црвени линии преку кои не можеме да проидеме. Тоа е принцип. Да, и во тој момент постоја македонски црвени линии. Без разлика каков неискуството во демократијата. Прв пат во историјата во ноември 1990 година се гласаше на повеќе партиски избори во Македонија. Без разлика што чувствата на луѓето беа помешани. Меѓутоа постоеше една волја за држава, која што за жал брзо ќе не зборам за жал ќе исчезне, туку за жал беше стопирани од надворе, а подоцна со некои потези внатре во државата. И првично сите беа шокирани. За жал беа политичарите шокирани, иако треба да знаат дека Грција тоа ќе го направеше. Грција си покажуваше и во рамките на поранешна Југославија. Има неколку многу добри книги во Грција издадени на тоа прашање, дека и тогаш било актуелно македонското прашање, ако се сметало за непостоечко, меѓутоа било актуелно во односите помеѓу двете држави. Но факт е дека, тоа убаво го рековте, би требало тогашната политичка елита се тоа да го антиципира однапред и да биде сигурна дека така ќе биде. Би било наивно да очекувале во она време дека Грција ќе се постави беневолентно, добро, ајде било што било, сега напротив. Ја колку што се сеќавам, а го има тоа и во мемориите на таткото на нацијата,
председател Дигоров, грчкиот амбасадор во Белград, дојде во Скопје после 8 септември и им кажал од прилика како ќе одат работите во однос на Македонија. Дури и отворено, така Да. што работите, да. Да. И подоцна, без разлика на тие негативни чувства, сепак се случи на признавање од страна на Бугарија, веднаш после тоа од страна на Турција и малку се олабави атмосферата на нелагодност, бидејќи знаете како е во Југославија се водеа војни, се уште беше присутна веќе поранешната југословенска народна армија, која што во тој момент не беше веќе југословенска, туку повеќе беше српска за волја на вистината. Другиот шок дојде во Лисабон, кога веќе Европската унија донесе решение ќе ја признаеме новата држава под услов да не го Користи терминот Македонија. содржи името Македонија. И тогаш повторно, без разлика на големите недоразбирања внатре помеѓу СКМ, ПДП, подосна СДСМ и ВМРО ДПМН по скоро сите прашања, по ова прашање постоеше некакво единство. Дури и во собранието, гледачите можат веднаш да го отворат сајтот на собранието, таму ги има стенограмите од седниците и ќе се потврди дека по ова прашање постоеше единство, без разлика што тогашната партија за демократски просперитет не го подржа гласањето за независност, имаа своји барања кои што сметаа дека се потребни пред нивните гласачи, дури и тие беа солидарни по прашањето на името и на идентитетот. Денес тоа не е така, гледаме небулозни, неверојатни изјави, не забораваат луѓето дека веќе не се политичарите што гледаат напред веќе важни. Тие со падот на глобализацијата, на оваа глобализација што ја знаеме, бидејќи светот е одамна глобален, мислам, не од после 1989 или 90 година, дека таквите политичари веќе не се важни, не се важни на големите затоа што тие имаат такви страутни проблеми што едноставно нема да се бават ни со мене, ни со вас, ни со нас двајцата заедно, дали сме за нив или не сме или сме против нив. Многу добро знаеме дека најголемиот дел од граѓаните на Македонија сакаат да бидат дел од Европската унија, но ги гледаме кои се пречките, да не кажам сопките, затоа е убаво да се покаже дека тие сопки не настана 2017 или 2022 година, туку еден континуитет. Еден континуитет. Одма да расчистиме овдека една работа. Јас зборувам во своје име, верувам дека ќе се согласите и јас и вие сме апсолутно поддржувачи на идејата за членство во Европската унија. Тоа е семејството во кое што ние сакаме да бидеме, тоа е природна состојба. Видете, дури да не сакаме, треба да бидеме практични. Тоа. Ние сме во Европа. Балканот е југоисточна Европа. Каков и да е. Голем дел, најголемите балкански држави се, од слушок на Турција, се членки на Европската унија, и Грција, и Бугарија, и Романија, која поголема од нив. Две поранешни југословенски републики се членки на Европската унија и така натаму. Ние не можеме да го избегнеме, можноста да станеме дел од европското семејство. Но условите, оние што важат за нас, кој ќе направите анализа на оние членки, да додиме после 1992 година, никој не се соочувал со вакви апсолутно не. Со вакви услови кои што се врзани со идентитетот на еден народ, на една нација. Имаше, за волја на вистината, кече за вистина на волјата. За волја на вистината, и тоа сме го слушале во оние разговори кои што доаѓале со поновите членки на Европската унија, објаснување дека и тие имале своји премрежија, не знам, Чешка се мачала со Австрија, Словенија со Италија и со Австрија, Хрватска со Словенија имаше спор, и тоа се стои. Секој морал негде да... Сите имале. Секој морал негде да притиснете, да прифати, но не вака. Да, ние знаеме, например, и Велика Британија
имаше проблем со Франција кога сакаше да се учлени во Европската Зборуваме за економска. Велика Британија. Да, значи таа имаше проблем. Шпанија и Португалија има проблем со Франција. А тоа што го спомнавте Словенија со Италија. Точно е, меѓутоа таму историјата, иако има историска комисија која што ја заврши работата, таму историјата не беше пречка Словенија да оди брзо напред. Италијанците никогаш не им кажа сменете ова за да станете членки. Иако можат доколку сакаат и во Истра и во Словенија да наоѓаат леле. Апсолутно, доволно е да им го држа отворено, доволно е да им го држа отворено прашањето што се случи со италијанците во словенечкото примеро по 1945, односно по влегувањето на југословенската прва армија. Објективно ги нема. А некои велат дека се за во некакви дупки сега да бидеме реални. Така, да. Но Италија се надмина себе си од тих причини и рече во ред, вие ни требате. Да. И имаат словенците одредени, условно да кажеме, репарации да им платат на италијанците, меѓутоа не се соочија со тоа дека вие ако ова не го направите или дека на пример словенечкото приморје е италијанско историски заради Венеција, венецијанската власт дојде до 700 дека тоа апсолутно не доаѓа предвид друго толкување. Словенците не се соочија со тоа што ние се соочуваме со, особено со источниот сосед. Но дали е тука Германија? Германија многу би навела дека игра главната улога во целата приказна, објективно најмоќната држава во Европа, имаше голема причина собствена Словенија и Хрватска да ги ги привилегира во целата работа. Тоа го направи. Да, Германија дури, ако се сеќавате, вие бевте помал, ја тоа што имав некаде 21 година, Германија дури предвремено во ноември 1991 објави дека ги признава Словенија и Хрватска за потоа пеја Данке Дојчланд. Данке Дојчланд, да, ја има уште по YouTube. Но сакам да кажам, Германија тогаш го презема тој чекор од своји интереси, дека е голем љубител на хрвати и на словенци. Точно. И едноставно ги истурка. Ги истурка, ние немавме. Ниту една од големите европски земји не застана зад нас, исклучек е некаква симпатија кај Велика Британија до некаде, до одредена, но не таква во компарација на пример со Грција не можеме да очекуваме никогаш. Тоа е чедо на Велика Британија, Франција и Русија, на три држави. Меѓутоа ви реков, 92 се покажа едно единство што ја на некој начин ја принуди Европската унија веќе во декември во Единбург, на самитот во Единбург да донесе решение, ако некоја држава сака да ја признае Македонија, да ја признае. И тогаш почна процесот на признавање. За жал, ние влеговме во една друга замка со привременото име во Обединетите нации. Са не можеме, ги немаме сите документи во смисла документите што ги има во други архиви некај нас. Зошто е тоа направено такво, бидејќи јас и вие, јас да сум Глигоров, вие да сте некој британски дипломат, Лорд Кенингтон, ние се договараме. Ги имате моите документи, меѓутоа ги немаме вашите, да видиме што стои позади тоа во разговорите меѓу самите англичани или меѓу англичаните и американци. Иако објективно ние тоа фамозно име Фиром на вистина и поради самото име, глупоста на тоа име, поранешна Југословенска република. Бидејќи сите беа поранешни Југословенски републики. Објективно сите очекуваа дека тоа е тоа привремено ќе трае неколку месеци, а не да се истера 30 години. Таква беше и изјавата на председател Глигоров на се обрати пред македонската јавност и рече дека 2 месеца или повеќе ќе трае, но брзо ќе се реши и навистина имало обиди помеѓу него и Мицотакис, стариот Мицотакис, Константинос, таткото на сегашниот грчки премиер, нешто да се реши, меѓутоа во Грција има една многу интересна политичка култура и традиција. Тогашниот министер Самарас, кој што подоцна ќе биде премиер, не можеше по никаква логика, по никакви услови да се согласи на некакво решение. Ја напушти владата на Мицотакис, му одзеди пратеници, основа нова политичка партија, падна и потоа дојде еден мајстор на политиката, Андреас Папандреу, иако тоаш беше веќе остарен, наскоро и ќе почне, зашто реков мајстор, кога беше во бегалство за време на воената хунта, во Скопје доаѓаше, даваше изјави дека ние кои ќе обновиме демократијата, ќе ги направиме односите одлични. И кога стана грчки премиер, донесе и тоа на бранот на популизмот во Грција,
донесе закони кои што не беа баш пријатни и малку односите се заострија. И потоа на ембарго, се извинам изразот. Да, тоа беше исто очекувано, бидејќи ако гледате на пример неговата политика визави македонското прашање од 1982 кога стана грчки премиер до 1989 година, требало да се очекува дека ќе, без разлика што е левичар, полиберален да кажеме од неа демократија, дека по националното прашање нема да мрне. И точно ставија ембарго, тоа па придонесе тука да се твори таква бизнис екипа како што имаме денес и која што страдаме една не баш развојна олигархија. Меѓутоа тоа нормално Грција не интересираше кај нас што ќе се биде во една. Дека грците очекувале дека оваа држава нема ни да издржи, ако сме реални. На почеток да, меѓутоа подоцна го менуваат тој став затоа што ви реков заради единството, значи без разлика на сите недоразбирање, дури 1994 година и оние избори кои што опозицијата предводена од ВМРО ДПМН и Демократската партија на Гошеви ги бойкотираше, по ова прашање постоја одредени усогласувања и согласувања. Но 1995 година во рамки на оној цел американски проект за стабилизирање на и Дејтонскиот договор зошто реков цел американски проект. Европската Унија со својата политика кон регионот, како и сега што го прави истото, Западен Балкан, као, ајде, Црна Гора може ќе стане членка, ќе видиме со другите нови звезди на проширувањето и така натаму, ги испушти уздите на контрола, дозволя се да има една крвава војна во поранешна Југославија, последиците ги гледаме и денес, така. И американците ја презедоа улогата и во нивен каубојски стил, без многу емоции. Прво бомбардира Република Српска, потоа дозволија и обучија хрватската армија, сад не беа само американци, и други праќа оружја, да ја изврши таа олуја и во рамките на сето тоа решавање на балканското прашање, надевајќи се дека ќе осмират, едноставно неизоставно беше и решавањето, обидот за решање на проблемот помеѓу Македонија и Грција. Двете страни нормално си имаа своји позиции, затоа беше она така наречена привремена спогодба. Ние повторно не ја научивме лекцијата, бидејќи обично во грчките собранија, без разлика кој е на власт, привремени нешта не се ратификуваат. Ние ратификувавме во нашето собрание, грците не ја ратификува и тоа подоцна ќе го искориста. Таму има член каде што се говореше дека под привременото име, поранешна Југословенска република Македонија, во сите институции Грција ќе дава подршка нормално кој со тоа име. Ако аплицираме со Република Македонија, нема да. И набрзо станавме членки на ОПСЕ, на Советот на Европа, што беше многу важно за нас под таа привремена референца која што веќе 2 години и нешто траеше место неколку месеци. Знаете што? Се согласувам. Грците на лажичка дозирано и дозволуваа помалку да одиме. Меѓутоа кога беа во прашање клучните организации кон кои што се стремиме, Европската унија и НАТО, тука немаше никаков простор за расправа. Грција на почетокот не покажуваше дека ќе го направи тоа што го направи 2008 во Букурешт. Едноставно го остави процесот да се тече понатаму, надевајќи се дека ќе наметне својата волја. На една конференција на Оксфорд ја бев изненаден и после амбасадорот Захаракис ја прати неговата книга. Викам, чекайте, ние прифативме Република Македонија Скопје во 1997 година, кога отидов во Њујорк, вашиот преговарач едноставно рече, тоа е неприфатливо за нас, времето работи за нас. Сега, млада држава, во таа перспектива можеби така делува. Да, меѓутоа да мислиш дека времето работи за тебе,
а Грција е членка на Европската унија и НАТО, а ти сакаш Да бидеш да бидеш таму, малку е чудно. Меѓутоа, затоа реков, убаво е да ги знаеме искуствата на нашите грешки во минатото или на нашите успеси во минатото и врз база на тоа да црпиме одредени идеи за некакви идни постапки, не говорам решенија, туку за идно делување. Така, но професоре, ви зборуваме главно за Грција, се разбира затоа што таа беше тогаш беше така. главно. Бугарија беше сосема на страна. Да. 1995 година се договорија владите во Скопје и во Белград за меѓусебно признавање. Србија, односно СР Југославија призна Македонија како Република Македонија, додека Република Македонија го призна правото на наследство на СР Југославија на имот на се тоа што било од СФР на СФР. Не ги имаше таму. Тоа после, после падот на Милошевич грците. Но тука Европската унија и бидејќи за оваа емисија тоа е важно, Европската унија никогаш формално не се откажа од нас тама работа. Не. Секогаш. И ако бидеме реални сега, знам дека овие што не ја сакаат Европската унија ќе најдат милион мани имаат право на тоа. Меѓутоа факт е дека многу пари се влијани овдека, многу експерти се дојдени, многу притисоци има да се обидеме да се цивилизираме. Ние сме цивилизирани, сепак Балканот е цивилизација. Па ние сме лука на цивилизацијата на Европа, меѓутоа тие сакаат да не прават малку. Добро, тоа е одлика на големите на традицијата од колониализмот, бидејќи во еден момент неколку европски држави држа половина свет, црпеа извори и Но да мислиш дека Конго и Македонија или Србија исто малку е точно. Така не тоа е од 19 век. Со секоја чест за Конго, мислам да се разбере. Тоа е од 19-тиот век таа споредба, сега немаме време во емисија, не е ни тема. Така, не е тема. Меѓутоа тоа е дел од таа нивна традиција кога послабиот сака да го припат кон себе малку и да го обликуваат. Нашата грешка е што дозволивме дома да ни се јават разни експерти, во наводници експерти, точно да ни се јави разни професори исто така во наводници кои што знаат. Тоа е нашата грешка, бидејќи знаете како е. Кога со партнерот разговараш, мораш да имаш аргументи. Не треба, ако е посилен партнер, да му викаш дека не знае. Не треба исто така, ако е посилен партнер, да му кажеш да, ќе направиме секако што вие барате. Така, бидејќи сепак секој новитет, не само од Европа и од светот, мора да го примениме на нашата традиција. Не можеме сега ние да се промениме само заради некоја нова работа. И заради тоа на финска не може да бидат применети во Македонија буквално. Тоа е така. Тоа е точно. Би било убаво да можеме, не можеме. Точно, има менталитет, традиција и многу нешта, мислам, не само во Македонија. Било каде. Еве, Грција, Бугарија се членки на Европска унија. Применете ги финските искуства таму. Нема да поминат. Не затоа што бугарите и грците се внатре, туку заради одредена традиција. Сега, кога говориме, многу важен момент беше првата промена на власта во Македонија по 1945, што се случи со изборите во 1998 година. Да, ВМРО дојде на власт. Да, ВМРО заедно со Демократска алтернатива. Исто тогаш беа очекувањата големи. Меѓутоа и неискуството на луѓето од таа тогашна гарнитура, Тупурковски имаш огромно искуство, меѓутоа некако забележав со друго нешто. Со друго нешто, точно. Фати да го признава тајма. Да, тоа ќе имаме страшни последици во иднина. Кина никош тоа нема да ни го заборави, нек да го прости. Мислам, без разлика на тоа не ви забораваме, ќе ви простим или ви простуваме, тој филм нема да го гледаме во доколку Кина стане број еден држава во свет. Од истите причини кои што и секоја друга моќна држава би реагирала, тоа е реков овде ќе бидеме искрени, не како сакаме тоа што е. Како што е, мислам, ви забодевме прст во око. Се замислете да им кажеш на украинците Крим дека е руски или на русите да им кажеш Крим е украински. Тоа што најдовме најпаметни ние. Да. Точно, а не ја гледавме големата игра дека ќе има војна на Косово, бидејќи уште пред промена на власта во Македонија почна да пристигнуваат трупи на НАТО, не многу, но почна и во Македонија и во Албанија. Сега, ако
правиш одредена стратегија, треба да знаете дека зошто би дошле тука, или зошто се правеа војни вежби на Криволок, или зошто авионите на НАТО неколку пати не ја надлетува и Тирана и Скопје, наводно да ги смират граѓаните, биле многу возбудени и слично. Меѓутоа, кога тоа се случува, значи треба да знаете дека ќе има некој судир малку над себе. Со признавањето на Тајван, ќе не изреагира така како ќе изреагира. Стави вето, не се продолжи мандатот на Министер на Обединетите нации. на нации, да. Унпрофор, Да. И се повлекоа и после тоа веќе текот и на македонските евроинтеграции отиде по друг правец, бидејќи косовската криза си имаше одредено влијание и емотивно и кај македонците и кај албанците, различно секако. Илјадници беглци дојдоа, па се вратија. Па потоа до 2001 Да, година. 2001 и во 2001 година, она што е најстрашното, 2001 се основи Штуловиот универзитет, значи се подобруваа правата на албанците, а конфликтот почна. 2001 ние го подпишавме договорот за асоциација и стабилизација, но внатре веќе единството не беше такво какво што беше 90-тите години по прашањето и на нашето членство и на нашите евроаспирации, но и по прашањето на тоа како да одиме понатаму. И паралелно еднаш зборевме во Balkans News Max, да не се повторувам, како ние следевме политиката на Бугарија. Бугарија одигра феноменална партија со Македонија, која и требаше за Европска унија да покаже дека нема Ова е многу важен момент. Да, дека нема никакви проблеми со соседите. Ја подпишавме декларацијата за пријателство 1999 година, истата година кога беше Косовската војна, истата година. Тогаш ние наивно веројатно мислевме дека тоа е за Да, наша добробит, за наше добро. А не свативме дека бугарите Да. си отвараат пат за Европска унија едноставно. Едноставно, внимавајте, имавме две привремени решенија. Значи имавме привремена спогодба со Грција и сега имавме декларација. А се знае кога ќе го направиш првиот чекор, посилните, тие се посилни од нас, ќе барат и втор чекор, односно привремената спогодба да стане трајно решение, а декларацијата да се преточи во договор некаков. Меѓутоа 2099 па 2001 втора тоа не го гледавме. Не го гледавме така. После војниот судир, нема да зборам војна, не беше тоа класична војна, за жал имаше жртви, за жал се надам дека ќе бидат и процесуирани оние што треба да се процесуираат, особено за цивилните. За злосторно исто, апсолутно, за злосторство против човештвото. Тука мора да, заради целосно помирување. Процесот на евроинтеграцијата после тежеше така по-лежерно, некако по-лесно. 2004 година, за жал, загина председателот Трајковски. Тогаш ги дадовме нашите документи за апликација кон членство. Некои членство. професори велат дека премногу сме калкулирале околу тоа, околу нашата кандидатура. Премногу сме чекале. Можело тоа многу порано. Похрабро да се оди. Најверојатно можело, меѓутоа ви реков, ако вие велите дека времето работи за вас, а конкурентот ве чека во двете институции. Не работи. Да, Добро, сега е лесно се правиме ние паметни од овој аспект, меѓутоа затоа треба знаете да се најдат сите документи и од другите, од европските држави, да видиме дали и тоа реално било возможно. Бидејќи сега сакам да бидам искрен. Европската унија никогаш не ни даде шанса да проживееме. Некако не оно што го добија другите. Да, мислам ајде сега да бидеме реални, не им дава и на други држави од Западниот Балкан, со исклучок можеби на Црна Гора. Да, но доби една Естонија, доби една Литванија, тамо од Советски Сојуз излезени. Да бидеме реалници. Кои што беа далеку зад нас. Така е. Во она време ние бевме за нив навистина. Точно. И затоа ви реков, некако чувството е дека никогаш не сметале на нас. Ова е тој момент. Да, ние практично не сметале. Не сметале, едноставно. А ние со своите дејанија па им дававме и за право да не сметаат за нас, бидејќи знаете кога си премногу арогантен, силен, а не си моќен, е лош. Ама кога си па мекотел со скршена кишма, тој уште полошо. И кога имаш две такви ситуации, некако не одат. Затоа ви реков, не ни даде
можност, а ние не искористивме па навистина да направиме држава, не заради Европската Заради унија, себе самите, заради да. себе самите, каде што ќе се знае кој како ќе напредува во каде да се разбереме, нема идеална држава. Секојаш ќе има корупција, тоа на крај ќе позбориме Апсолутно. 2-3 минути, секаде има корупција, секаде има неправда. Меѓутоа, оној минимален меритократен систем ние сами не го развивавме, не го развиваме се уште. Не треба да чекаме како еден бизнисмен што вика камшикарот да дојде да дојде, направи, да. Не треба, мислам, ако Ама и нема да дојде никогаш. нема да дојде, не, особено сега кога апсолутно има такви страутни проблеми, нема никаков интерес да дојде. Замислете се, Самерц ќе се бави со нас, само и да зима може да нема газ. Апсолутно последна мисла во животот е што ќе прават оние таму во Македонија. Во Македонија, дај да видиме да се реши проблемот. Ние треба да бидеме тие поактивните, особено внатре да направиме релативно пристојна држава. Зборам идеална не можеме да ја направиме. Имаме една парадоксална ситуација, морам да признам, па е парадоксална на свој начин. Од една страна, ние никогаш не се откажавме од Да. Нема ни да се откажеме. Тука зборам не како политички елити, туку како јавност. Јавноста во Македонија објективно сака таму затоа што тоа е природна состојба да сакаш таму. Од друга страна, ја гледаш неправдата. Гледаш дека не е коректно и се наоѓаш во еден малку не е стокхолмски синдром. Меѓутоа во најмала рака има некој психолошки момент каде што некој гледаш дека не те сака. Упорно одиш натаму, тој проверува дали ти сакаш да дојдеш кај него, а не те прима, една малце патолошка ситуација. Па тоа е проблемот, знаете. Кога ми бевте вие одностај на ти, кажам, кога ми беше ти студент, уште не ги знаев тие работи, сега ги предавам на помладите. Секојаш кога се создавала некоја независна балканска држава, првите 2-3 генерации од незините државјани велеле мајко мила султанот беше подобар од нашиве. Веројатно. Да, сега гледаме маршалот Тито, Така е. Европа, Носталгија по да, времето, така. Тоа е затоа што ниту тие се развивале како што имале можност, ниту ние направивме навистина чекори кои што ќе водат кон еден развој и ќе станеме интересни. Не мора да не викнат за членство. Но мислам дека постоеле такви оптимални можности, на вистина еве под претпоставка дека би имало политичари од врвен калибар, како што се покажа дека сепак не биле, значи од врвен калибар кои што точно ќе го почувствувале моментот секогаш да изреагираат правилно. Мислев дека дури во такви околности ќе успеевме повеќе од ова сега што сме. Не на внатрешен план, туку кон Европската унија. Кон Европската унија многу потешко, бидејќи ви реков се помеша нештата. Она маестрална бугарска партија од 1999 Мора се признаеме дека се подобри. Да, точно. И едноставно не проценивме дека ако евентуално го решиме проблемот со јужниот сосед, дека може да ни се јави проблем со источниот. Историчарите и лингвистите повеќе или помалку знаеа, се обидувавме и предупредуваа. Може да погледнат гледачите во минатото што сум зборел, како сум зборел. Предупредувавме, меѓутоа тоа е академско балјецгање, зборете си вие. Секогаш кога интелектуалецот нешто ќе каже, политичарот може да каже, добро, читам многу книги, многу истражува или едноставно сака да се прави паметен, да се прави важен, да се наметнува овде. Да, колку тој или таа знае, колку другите не знаат. Зошто го кажувам ова? 2004 аплициравме за Европска унија, 2005 ни дадоа кандидатски статус. Статус, пардон. Имаме 21 година. Година, така е. Едноставно веќе се прашуваме дали ќе стигнеме Турција или нема да стигнеме, бидејќи Турција очигледно е дека се повеќе се откажува од европскиот членството во Европска унија, се чувствува доволно моќна, голем регионален играч и на Балканот, може на без Кавказ, да. И објективно тој држава која што има и традиција. Так. Има и традиција, сега се покажа и доста моќни, без разлика што постојано имаат некакви економски проблеми, но во одредени сегменти на индустријата, на економијата делуваат моќно и влијателно. И 2005 кога добивме тој кандидатски статус, ние на плоштад ќе славиме, првиот чекор е направен, исто како 2004 кога не призна Соединетите американски држави под уставното име, не гледајќи дека тоа е една добра
добра игра, бидејќи како што нас не призна председател Бушка во Република Македонија, така на премиерот Карамалис му кажа ние ќе го почитуваме секое решение што двете држави ќе го постигне. Требаше да ни биде јасно дека тоа ќе биде патот кој што ќе го форсираат Соединетите Американски држави. И 2005 ние не согледавме една минорна изјава на Карамалис дека ова е последен пат Грција да дава отворена поддршка на поранешната Југословенска република Македонија, односно на Република Македонија. Ние се славевме, сега ќе правиме тимови за како што треба, како што треба. Ќе отвараме поглавја. Не гледавме дека еден брилијантен заменик министер за надворешни работи Валинакис за емигрантски грчки весници дава изјави овај последен пат вика како не се реши прашањето на името и на нема ни ЕУ ни НАТО. Не видовме 2006 година интервјуто на Бакојани кој рече само со решено име на ушка ќе ве качиме и во НАТО и во Европска унија. Бугарија се уште не беше член на Европска унија. И 2008 година истата таа Бакојани рече ние одиме на вето па што сака нека биде дури и против Џорџ Буш. Точно, бидејќи година и пол го најавија порано. Не видовме дека во Елиамеп 2005 неколку дена по самитот на Европската унија беше одржан една конференција на врвни грчки интелектуалци по прашањето на Македонија, најпозитивна, со извинувања на луѓе што учествували 1992 година во демонстрациите во Солуни, во Атина, дека тоа беше нашата грешка, се извинуваме, се каеме за нашите зборови. Но тогаш стапи на сцена Кофос, кој што се уште беше влијателен во грчките политички кругови, напише една добра анализа и таа беше прифатен. Дека сега е време да се реши проблемот. Ако во Елиамеп така напишеле, треба че барем, не говорам дека така ќе биде, туку барем тогашната македонска дипломатија, тогашниот македонски представник во Атина тоа да го види и да сигнализира дека можеби нешто ќе се случи. И тоа се случи 2007 година. Карамалис рече, ги собра сите грчки политичари, донесоа решение, ќе поддржиме сложено географско име со географска одредница пред Македонија, односно меѓу Република и меѓу Македонија, и да го затвориме прашањето. И се случи тоа што се случи во Букурещ, бидејќи Грција веќе го најави тоа неколку пати. Факт е дека се обидуваше тогашната влада на Груевски и тогашниот председател Црвенковски нешто да направат, меѓутоа моќта на македонската држава беше толкова колку што беше. Сега после завлековме во еден друг правец. Буш го собрал Карамалис, му рекол сега тешко на вас, па дошол падот на Карамалис, па кога падна Карамалис на вонредни избори, а ние рековме ова американците им го враќаат на грците за понижувањето, меѓутоа не забележавме на друга работа, почна светската економска криза и она заедничкото крадење помеѓу европските компании и грчките компании во Грција предизвика една страутна економска криза во Грција, дури и најлиберален политичар во Грција да беше во тој момент ќе паднеше од власт. Ние тоа го толкувавме малку поинаку. Да, се сеќаваш, мислам, точно да. Дека американците им вратија, едноставно не се бавеа со нив, бидејќи и Америка отиде во светска во својот проблем, така е, па започна тоа од Грција. Не од Грција. Потоа ние моравме да го сочекаме Зоран Заев да го направи тоа што го направи, да не го издолжуваме тоа до бескрај, меѓутоа откако го направи тоа, дојдоа бугарите, стапија на сцена, очекувано затоа што сака да следи. Јас не знам колку пати јавно кажав на телевизија дека нас ни кажаа бугарските историчари, кои што беа влијателни од тие кругови. Значи не збориме историчари кои што нема врска со бугарската политика, ни кажаа јавно, мислам на затворена седница или во очи. Ако не прифатите тоа, нема. И тоа се покажа. Тоа се покажа со договорот за добрососедство. Кој излезе се освен договор за добрососедство? Да, и едноставно Бугарија го искористи моментот 2019, знаејќи дека Франција ќе стави вето на Македонија. Останува големо прашање зошто Франција го направи тоа, се разбира, одговорот е јасен. Драган, ако сака големите европски држави, затоа реков Македонија не и беше дадено. Така е. И ние сме виновни. Во тој меги период, ако сака Македонија да стане дел, значи ниту Грција тоа ќе го
го правеше, ниту пак Бугарија ќе го правеше. И си стопореше некоја Германија или Франција и ќе речеше луѓе вака мора да биде. Еве, но Словенија ја блокираше Хрватска. Ја никому ништо, да. Потраја малку. Потраја и повеќе за како се викува за уметнички дојам беше се. Точно. Значи Германија не можеше да се живува со Полска до ден денеска. До ден денеска како сакаш. Заради многу нешта не можеа со чесите. Еднаш се обидоа на чесите им возвратија и збориме за историски проблем, им возвратија паметно и Германија се повлече. Тоа е во работата на германско-чешката. На секаде има комисија, добро е да се каже дека на секаде има комисија. Меѓутоа чесите им возвратија, политичарите возвратија и Германија се повлече. Кај нас и да возвратат нашите политичари, другиве не се повлекуваат. Значи, ако сака Берлин и Париз, Македонија и целиот Западен Балкан, сега не говорам до утре, но може. До 2026, односно 2027 година, до крај на 2027 година, целиот тој процес да заврши со ратификација. Од геополитички, а не да прават автопатишта преку Бугарија и Романија за да го заобиколуваат Западен Балкан, не да прават железници и така натаму, бидејќи не може да идете против природата. Од Дунав до Егеот, природата се ги направила и Морава и Вардар. Тоа не е случајно, не можете да идете против природата. Но очигледно, едноставно, сега и да сакаат, реално, си имат големи проблеми да се бават со нас. И за тоа ви реков. Добро, но ние видовме еден момент, последниве пар години барем, во кој што таа непринципиелност, инаку еве да кажеме, во Европската унија фере да се напоменува, влегоа земји кои што имаат, например, нерешено географско гранично прашање, да. Точно. Кипар да го земеме објективно. 2004 година. Влезе држава која што не контролира третина од својата територија. 40%, не третина. 40% не контролира. И тоа и го држи држава која што им е сојузник во НАТО. Во НАТО. И влезе најнормално. Едноставно може кога се сака. Може кога се сака, сега цело време се говори, ама Грција ќе ставеше вето на другите. Да не влезе слово, не знам кој. Да, во ред нека биде и така, меѓутоа еве Кипар 40% не држи територија, влезе. Хрватска 1/3 не држеше територија, ја признав. Босна и Херцеговина, владата во Сараево 92 во април месец држеше 10% од територијата. Ништо градот може би дел. Да. Хрватите не ја признаваа, говорам, беа во сојуз со бошњаците, меѓутоа си има своја структура за српскиот дел да не збориме, со 10% ја признаа. Исто така Европската унија призна Босна и Херцеговина. Но да не изигруваме жртви, и покрај се, да не изигруваме жртви. Мене тоа многу ме нервира. Реков, ние сме многу виновни за нивното поведение. Бидејќи или покажуваш некоја забеганост, или па покажуваш некоја подчинетост, максимална, мислејќи дека тој ќе ти ги реши сите. Ние одиме во крајности дефинитивно. Да. И затоа реков, не направивме држава. Да направевме држава. И релевантно ќе беше дали ќе сакаме во ЕУ или нема да сакаме, или дали ќе стигне повикот. Баш и гајле на Швајцарија или на Исланд. Да, бидејќи самото тоа, на пример, инвеститори од Балканот или од други делови на светот, ако имаат јасни стандарди во Македонија, македонски инвеститори, јасни стандарди ако имаат. Ако имаме добар образовен систем, нека овој што не е катастрофа, каде што вадиме здравство. Значи, ако тоа го направевме, подруго ќе беше. Тие се нашите грешки, затоа не треба да ги обвинуваме останете. Тоа е, видете. Дури можеа да бидат и добробит, да не притиснеа да кохезија да створиме во општеството, да се браниме подобро. Постоеше на почетокот. Дај Боже да се јави таа кохезија што постоеше 1990. Без разлика што Драган и Далибор нема да прават муабет меѓу себе, закрвени се, меѓутоа поодредени развојот на државата, националните интереси, значи под национални не тоа што бугарите ни држат лекции за овие работи, се уште. Видите. Кај ни во собранието нема тука никаква за жал наша, меѓутоа бугарите се унисони целосно. Дали е некој ултра лев, ултра десен, либерален, не знам каков, тие се сите неисти. Видете, постара држава. Сега ние можеме да збориме за нив што сакаме, има уште еден проблем, 1/3 од нив се македонци по потекло. Значи говориме од Македонија, Република Македонија плюс од Пиринска. И од Егејски. И од Егејска, да. 1/3, сека нив има и друга емоција која што нас не ни одговара, како што нашата емоција на нив не им одговара. Но бугарите прават една повторно грешка,
Загубија Втора Балканска војна, загубија Прва светска, втора втора. ќе загубат и оваа војна затоа што зборам војна во наводници, бидејќи не можеш да уништиш народ кој што сака да постои. Многу прецизно кажано. Кај нив се појавија, ајде сакам да бидам пристоен, после од Четироче може и подруго да збориме, се појавија смешни статии за како тоа ќе дојде ревизибилен процес, ние ќе се Ќе ги вратиме негде, да. Да, и пак ќе се Многу наивно, чувствуваме да. бугари и слично на тоа. И тоа веќе ти покажува една забеганост која што еден ден ќе пукне, бидејќи ќе се соочи со браната од другата страна, бидејќи гледаме овие што сакаат тука да изиграваат модерни, како проаѓаат кај обичниот граѓанин. Дури позитивно расположениот човек, веројатно, кон сада Самајеве, да речем, кој ќе каже Венко да. Филипче, немаме ние никакви проблеми со бугарите, не ни прават ништо што за идентитетот, реагира аман. Да. Па еве читаме вчера. Па сега Да, читаме реакциите на луѓе блиски до социјалдемократите и така. Меѓутоа видете она кој е со Европа. Треба да отвориме едно друго прашање, да бидеме многу искрени. За нас се збори дека сме коруптивна држава. дојдовме до тој момент. Сме. Тоа е факт. Но Сега, има едно големо но но, овде. нас ни велат, вие мора да се справите со корупцијата. Апсолутно сме тука согласни. Кажуваат толку милиони евра, стотици милиони сме дале во ред. И тука сме согласни. И точно дека се погрешно протрошени на обука на погрешни луѓе, на обука... Голем дел се безцелно фрлени пари, така. Безцелно. Но сега историјата ни покажува нешто друго, а тоа е дека неколку личности од таму што работеле за наше добро, биле криминалци. И Влијаеле директно на нашите релации со Европската унија. Еве, еден од подписниците на рамковниот договор, Франсуа Лиотар, поранеш француски министер, се сеќавате на неговите театрални Како не? однесувања, а пред да почине беше осуден на затворска казна за криминал со Пакистан, 1990 како француски министер за одбрана. Тоа е многу добра работа, многу добар показател. Значи, човекот бил министер, имал влијание на решање на балкански конфликт, но француската држава си презема моменти, односно активности, и го осуди. Не дочека да ја отслужи затворската... Но дамката остана да се разбере. Дамката остана, тој ни ја решаваше нас судбината за подобро утре. Еден друг британски министер за Европа, бидејќи Британија 2004 година имаше интерес референдумот против територијалната Така, поделба, да не помине. И дојде еден Денис Макшейн, лаборист, влијателен и во Европската унија, и го вадеше часовникот, ни покажуваше како да не одиме против сказалката. Нормално референдумот не успеа, но Денис Макшейн заврши во затвор. Значи, уште еден човек И тоа како влијателен за нас. Влијателен, да, за нас, уште еден завршува во затвор. Одличен показател што е правна држава. Значи, човекот бил министер за Европа во британска влада и тоа е лабористичко, кое што беше едно од најпроевропските влади. Но направил белја. Направил одредени дејанија кои што не се во согласност и се отслужи 2 години. Потоа многу популарниот код одредени кругови Зоран Талер. И тој заврши во затвор. Тој правеше извештаи за Македонија, доаѓаше, толкуваше. Значи, замислете, човек што прави криминал пишува за корупција во Македонија. И тоа е одлична показна вежба. Еве го, во ред, пишувал за вас, го апсија, го осудија, си отиде во затвор. Потоа еден плагиатор, Хацимаркакис, звездата тука што беше, германски политичар од грчко потекло, му го зедоа докторатот. Затоа што го плагирал, да. Плагиер. Исто влијателен тука. Могерини да не зборим. Еве се Федерика соочува, Могерини да. сега се соочува со судите. И сега да не ги редиме. Сега прашањето дали такви луѓе на вистина што ни ги праќаат имаат интерес да не европеизираат во наводници или имаат некаков друг интерес, да. Но действувањето на европските институции и локални, сакам да кажам државни и оние другите, ни го даваат патоказот како да се справуваме со коруптивни политичари. Апсолутно се согласувам со. Значи, сгрешиле, нека бил звезда, ќе се одговара, така. Ќе си одговара и она што беше актуелно, че си лежи, тама да си лежи. Да си лежи.
Тоа се и тука треба да ги прифатиме тие европски стандарди. Па ние апсолутно треба да ги прифатиме европските стандарди во нивната суштина, а не оние што понекогаш нас ни се прикажуваат. И кога ако има притисок за некој си важен, во наводници важен, само ќе ги посочиме овие, па и овие беа важни за нас, вие ги пративте во затвор. Значи праќаш, осудуваш министер за одбрана, Франција сепак е сила. Сега, добро, второкласна е, но е моќна, е Франција, единствена нуклеарна сила во Европска унија, си го осудија. Мекшейн, Британија... Нема што да зборуваме тука. И зошто така да не применуваме и ние? Значи, некој ако направил криминал, а бил влијателен, зошто да не си го отслужи тоа? И имаме аргументи за такви нешта. И сега треба волја. Тоа е многу важна работа, волја за справување со тоа. И ако се справиме со тоа, полека ќе направиме држава. Конечно, нека биде последно прашање за вечерва, професоре. Одевме многу во историјата, меѓутоа, тотално бидејќи завршуваме со денешницата. Многу е турбулентен светот во кој што се наоѓаме. Правилата кои што ги познававме веќе не важат. Но тоа се историски циклуси. Да. Овој циклус така ни се погоди, така ни се падна. Нас торпат не се погаѓа. Да, ни се падна. Исклучително турбулентни времења во кои што навистина големите газат преку се за да ги заштитат своите интереси, а малите треба да се стргаат на страна и така натаму. Мислите дека во овој момент ние како држава сме дораснати во секоја смисла да го преживееме ова турбулентно време со најмалку штета, на крајот на крајот? Видете, кога ќе се родиме, сме бебињи и тоа што се бориме да преживееме. Така е, првиот здив ни треба. Првиот здив, потоа ти доаѓа мајчиното млеко, твојата храна, потоа ти доаѓаат вакцините или па не те вакцинираат. Животот е борба. Ако ние едноставно сега оставиме геополитиката да не однесе, ќе не однесе. Зошто да имаме држава? Тоа ќе докажеме дека не интересот на големите за нас бил оправдан. Не сме заслужиле. Не сме заслужиле. Значи ние мора да се бориме и да го ускладиме нашиот интерес со новата геополитичка реалност, која што, за жал, тоа го зборевме, ако се сеќаваш 2020 година, која беше короната, или со Горанко влеговме во дебата, кој реков проект 2025 на Трамп, ги гледаме американски амбасадори како беа тргнати и слично, дека друга политика ќе има. Она што нас ни останува е да чувствуваме геополитиката на големите. И да бидеме попаметни од оние што во 90-тите и во 2000-тите биле на позиција. И да го извлечеме искуството од тогашните грешки, бидејќи ако сега промашиме, веќе нема да биде битно дали ние ќе станеме дел од Европската унија или нема да станеме, ќе бидеме едноставно територија неважна, без население, ќе се отидат. Луѓето ќе си без луѓе нема ништо. Без луѓе нема ништо. Некој ќе каже, ама добро, ќе дојдат други. Точно е. Од почетокот на Homo sapiens до денес, една територија која се празни се полни. Некој ќе наполни, ама не ние. Ќе наполни, не ние. Затоа мора да се бориме и она што е многу важно, мора да постои минимум единство по одредени национални теми. Значи, не го говорам национални теми, не мислам само идентитетски прашања, туку економија, суштински важните така. Безбедност е сега повеќе од важна. Видовме дека членството во НАТО не е толку многу, да. Не носи баш толку големи привилегии, особено кога една моќна, најмоќната држава бара територија од друга НАТО земја, која што патем Данска беше најлојалниот сојузник на Соединетите американски држави. Учествувале во сите нивни. Во сите, со храброст, со се. Може да земеме само едно мало данско искуство како социјалдемократска земја со традиција, како се справува со миграции, со слични нешта, за да не ни попуваат после дека нашава полиција била лоша или не знам што. Меѓутоа мора да го следиме ветерот на геополитиката и минимум внатрешна кохезија помеѓу сите граѓани. А да не мислат оние од Дуи или некои други дека тоа мене што ме боли не е битно за нив. Битно е затоа што утре кога нив ќе ги боли, треба и мене да ме боли за нив, затоа што сме едно цело. Тие се наши граѓани, ние сме едно цело, заеднички сме.
Дали Ивановски универзитетски професор, благодарам за ова навистина многу интересно гостување. Благодарам на вашата покана и уште еднаш поздрав до вашите гледачи и пријатна ноќ. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечер. Морам да признаам дека отворивме прашања од кои што мора да се погледнат искрено, мора да се погледнат честно, кој сме, што сме, во каков свет живееме, тоа е едноставно така. Утре во 15 часот репризата издание нова емисија, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.